Значи пред неколку часови се запознавме со конструктивните елементи, кажавме кои се конструктивните елементи и кои се спаѓаат во носиви конструктивни елементи. Денешната пракса ќе се запознаеме со начинот на изведба на еден дел од конструктивните елементи кои што се изведува на овој објект. Раководното лице на објектот ќе ви објасни за армирано-бетонските конструкции, конкретно за армирано-бетонски столб, за да се добие готов производ, армирано-бетонски столб, како армирано-бетонскиот столб ќе го добиеме неговиот пресек и неговиот облик. Бидејќи споменавме дека армираниот бетон најмногу се употребува како материјал за носивите конструктивни елементи, да видиме, за да направиме една армирано-бетонска носива конструкција, потребно е прво, оплата да се направи. Кој ќе ни каже што представуваат оплатите? Што се тоа оплатите? Оплата или поимот оплата значи опшивање на елементите. По секое завршено оплатирање се врши влевање на бетон, кој се остава да се исуши највеќе 24 дена. Така, добро. Од кој материјал се прават оплатите? Најчесто се прават од дрво и метал и комбинирано дрво и метал, но сите треба да бидат водоотпорни поради влагата што водоотпорни, така, добро, заради влагата што ја примат, бидејќи бетонската маса е влажна. Ајде сега, конкретно ќе го погледаме начинот на изведбата на еден носив елемент, реков, тоа се столбовите, како се доаѓа до финален елемент, армирано-бетонски столб. Ќе го погледаме, поблиску ќе застанеме, што се е потребно за да го направиме столбот како вертикален носив конструктивен елемент. Сега раководителот на објектот ќе ви објасни за начинот на изведбата на армирано-бетонскиот столб. Повелете, вие можете позади, не само страна за се работи на следниот начин. Први и основен параметар имате вие основа на овој објект. Со цртежи, со обележување на осовини и место на столбовите ќе се стават. Прво што се работи, после бетонирање на армирано-бетонската плоча, се врши обележување на сите носиви елементи што стојат на таа плоча. Дали тоа столбови, дали тоа се платно дека е лифтот, тоа се основните параметри за да се добијат точните димензии за пратење на објектот. После се пристапува кон армирање на столбовите, се постава арматурата во носите столбови. Откако ќе заврши армирањето, нормално се стојат тие пропратни занатски работи, неги ленти, не громбрански ленти се извлечени по столбовите, тие не сме да се заборават никако. Тоа се параметри кои што треба да се памтат. Се пристапува кон шалување на столбовите. Постојат повеќе начини на шалување на столбови. Тоа има постојан класичен начин со црни оплати, штафни, греди и такви работи. Ние малку овдека применивме малку полеснителен метод со овие жолти дока оплати и винкли, елементи на систем на винкли, кои што штеди и време и пари. Тоа се тие елементи кои што ги доведуваме до дефинитивно формување на столбот за полнење со бетон. На истиот столб се пренесува после вагрес, имате одредена висина, да кажеме ова спретна висина овдека од плоча до плоча 3,40. Гредите, носивите елементи, гредите што доаѓаат како столбовите, тие се 60 на 50 см, што значи ние сега столбовите ги бетонираме до висина од 2,50. Пошто имат ширина гредите 60 см, имат висина 50 см. Значи ние ги бетонираме столбовите до 2,90, за да имаме простор кај да ставиме шалони, кај да ги простраме гредите, за да можеме да протнеме арматурата. Значи, откако ова сето малку се пристигне, onda ќе се пристапа концентрирање на тие столбови. Значи, мора да се отераат под висок, под весравага, под правец, сите, за да имаме една добра конструкција за основа за
позната може да работи. Со што го правите тоа? Тоа Правецот високи обележување? совагреси, иначе не, тие ги правиме, имаме точки од геометар кои што се ставени. Значи тука учествува и геометарот. Да, учествува геометар, на ставени точки, ние извлечено осигурање и сега тргнуваме и размеруваме. 5 метра, 4, 4,5, ние се доаѓаме до они правите параметри кои што ни се потребни. Да видиме ученици што научивме од денешните часови по практичната настава. Од денешната пракса научивме повеќе информации за оплатите на објектите, поточно за греди и столбови, со што ја разгледавме нивната практично примена на објектите и извршивме дискусија за нивните карактеристики и специфики. И начинот на изведба. Да.